нека одлета во заборав секое наше страдање, сите неправди, сета човечка глупост, нека замине во заборав сето гушење, сиот деспотизам, фрустрациите, изопаченоста, нека престане силувањето на градот, разнебитувањето на државата, сиромаштијата, нека отидат во заборав сите лоши приказни, сето зло, сите лаги. Скопје има своја приказна. Скопје е град на солидарноста, парадигма на соживотот, символ на слободата. Скопје ќе биде европски град затоа што друг пат нема. Македонија ќе биде европска држава затоа што тоа е нејзината судбина. Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да живее слободата! Mračno utro, zora rana, mila daj, mila znaj, mila nema kraj te najdov tebe, se gledam sebe, na planina izrovana, vo partizani, mila ke ora, o mila daj, mila znaj, mila nema kraj vo partizani, mila ke ora, za sloboda ke se bora. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, драги мои пријатели. Еве сме вечерва пак заедно. Сплотени, единствени, орни и вољни. Плоштадот Македонија е повторно полн ко око, со храбар и горд народ, со сила што се чувствува, со енергија што се шири. Да бидеме искрени, беше полн и пред една недела кога ВМРО ДПМН организираше митинг. Ама има една голема разлика. Никола Груевски во саботата се надеваше, ама и се сомневаше. Посакуваше, ама никако не можеше да биде сигурен дека сите тие луѓе се дојдени затоа што го почитуваат, а не затоа што му се плашат. Затоа што искрено ги поддржуваат неговите политики, а не заради некаква лична корист. Ние сме опозиција. Ние не можеме никого ниту да наградиме, ниту да казниме. И затоа ти, Никола, во саботата посакуваше, а јас вечерва знам, ти се надеваше, а јас сум сигурен дека сите овие луѓе се дојдени тука не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Не по наредба, туку по собствен избор, по собствена желба и волја. А тоа е голема, тоа е огромна разлика.
Кога си во опозиција во земја со ваква тоталитарна власт, со ваков полициски режим, секој човек што ќе застане јавно зад вас, секој ваш поддржувач, секој ваш глас вреди двојно, затоа што знаеш дека не е купен, затоа што знаеш дека не е изнуден, затоа што знаеш дека по цена на ризик и жртва е даден. Чист е ко солза, искрен, од душа и од срце, голем како планина. Минатата недела на овој плоштад имаше народ, ама имаше и послушништво, полтронство, страв, кариеризам, користолюбие. Вечерва овде е собрана храброста на Македонија. Овде е гордоста, искреноста, пожртвуваноста, вистинската волја и решеност. Ова со пари, Никола, не може да се купи. Ова со реклами и спотови не може да се покрие. Ова со сила, Никола, не може да се победи. Почитувани граѓани, драги пријатели, стојам вечерва пред вас и се мислам, што да кажам, а што веќе не е кажано, што да порачам, а што веќе не е слушнато. Цело лето, работно лето, секоја сабота и недела митинзи, стотици и стотици средби со вас, граѓаните. Дома ви доаѓавме, по куќи ви спиевме. Цела зима од порашка зима, протестни маршови и собери, блокади, граѓански парламенти секоја вечер. Со некои од вас и полициски кордони пробивавме и по некој пендрек заедно изедовме. Пролетта еве ќе ја дочекаме со кампања за локални избори. Повторно секој ден, секоја вечер, собери, митинзи, средби, од врата до врата активности. Пред секого од вас во овие 9 месеци, најмалку по 3 пати си имам лично обраќано. И навистина, што ново да ви кажам, а што вам и на секој друг граѓанин во оваа земја не му е веќе одамна добро познато. И на крајот на краиштата, зарем на сиромашните, на невработените, на социјалците, треба да им се кажува колку им е тешко и каков живот живеат. Зарем некој друг на земјоделците да им каже колку е горчлив лебот што го јадат, како ги уценуваат со субвенциите, како ги осиромашија со преполовените откупни цени. Знаете ли само колку административци и вработени во јавниот сектор сакаат да бидат вечерва тука со нас, а не дојдоа заради страв да не бидат избркани од работа? Зарем тие самите не знаат најдобро со каков стрес, со какви шиканирања и деградирања се соочуваат секој ден на работното место? Зарем има потреба јас на стопанствениците да им кажувам за рекетот што им го земаат, за душманските инспекцијски казни, за ДДВ-то што не им го враќаат, за наместените тендери, за неликвидноста, за блокираните сметки и активирани хипотеки? Зарем пензионерите самите не се свесни како ги манипулираат? За колку во изминативе години се зголемија цените на струјата, на парното, на нафтата, на дрвата за огрев, на храната, а тие со 550 денари пред избори ги залажуваат? Зарем стечајците не знаат самите најдобро каква е и колкава нивната мака, па некој друг треба за тоа да им говори? Зарем бранителите самите со своји очи не се уверија како ги посрамотија,
како ги понижија со законот забранители? Зарем професорите и докторите на собствена кожа не осетија на каков подценувачки начин ги третираат, на кое ниско дередже ги спуштија? Зарем на сите не ни е јасно дека Македонија е земја на огромен криминал, на невидена корупција, на пералници за пари, на државна мафија под контрола на фамилијата? Зарем има некој во оваа земја кој се уште не разбрал, се уште не се уверил дека Македонија после овие 7 години елементарна непогода, наречена портокалова преродба, повеќе не е слободна држава. Македонија повеќе не е демократска држава. Македонија повеќе не е правна држава. Дека Македонија денес е деспотија, тиранија, земја со партиско-полициски режим. Почитувани граѓани, се е јасно, се ни е на сите добро познато, и на нас вечера овде, и на сите оние што беа на истиот плоштад минатата недела, и на сите 2.100.000 граѓани на оваа земја. И никого повеќе не можат да излажат нивните медиумски фабрики за лаги и манипулации, нивните реклами и спотови, нивните нарачани прилози и коментари, нивните скапи пропаганди со украдени народни пари платени. Кога ги гледам нивните бесрамни лаги секоја вечер на телевизија, кога гледам како безобразно измислуваат и конструираат, кога гледам каква лажна, непостоечка Македонија прикажуваат, си велам, или сме ние за во болница, или се овие за во лудница. Драги пријатели, има луѓе песимисти кои ми говорат: точно е, народот се знае, се му е дојдено преку глава, ама многу е уплашен, страф му е да се изјасни. Па што народ би биле и каква држава заслужуваме да имаме ако им дозволиме така ефтино да не лажат и толку лесно да не плашат? Нека знаат сите кои така мислат, а посебно они од власта, кои на таа карта играат и на тоа се надеваат, дека многу, многу грешат. Никој нека не го потценува македонскиот народ. Нема оваа генерација да биде подолу од претходните генерации македонци. Нема оваа генерација да се срами пред идните генерации македонци. Знае овој наш народ многу да истрпи, ама знае и на вистински начин да возврати. Може овој народ многу да издржи, ама знае и тешко да казни. А нема поправедна, нема поголема, нема потешка казна од народната казна. Ги чека македонскиот човек своите 5 минути за одлука. Во само 5 минути, со само еден потек на својата рака, ќе им врати, ќе им наплати за сите понижувања и потценувања, за сите газења и страдања во овие 7 години. Народот е подготвен за крупна историска одлука, да сврти нова страница, да означи нов почеток, да покаже дека оваа наша слободарска, демократска, праведна, напредна Македонија е посилна, помоќна, побројна од нивната режимска, корумпирана, полтронска Македонија. Да покаже и докаже дека оваа нашата Македонија не е само по-добрата, туку дека е и победничката Македонија. Драги мои пријатели,
Драги мои политички соборци и сопатници, драги мои отпораши, стојам пред вас, се гледаме очи во очи и ве прашувам, дали сте подготвени, дали сте навистина спремни да ја водиме оваа битка, не за советнички паушали и градоначалнички фотели, не за општински тендери и комунални директори, не за лична корист и собствени привилегии, туку за нешто многу поголемо и позначајно, за доброто и иднината на овој народ и оваа земја. Ве прашувам, дали искрено, ама од дното на душата и со цело срце, верувате дека ова за што се бориме е вистинското, е правилно и праведно? Ве гледам и ве прашувам, дали сте навистина цврсто решени, со сета волја, со сета сила, со сета храброст и одлучност, оваа борба да ја водиме така, како што на почетокот се договоривме и се заколнавме, до крај, до конечна победа. Ве гледам и ве прашувам, дали вечерва и вашето срце бие и како моето, со сета жар за една единствена цел. Драги мои, ако сте навистина подготвени, ако навистина искрено и до крај верувате, ако навистина сте цврсто решени, јас ви тврдам, јас ви гарантирам дека нема сила што може да не запре, нема битка што не може да ја добиеме, нема победа што не можеме да извојуваме. Ако сме сплотени и единствени, ако газиме цврсто, рамо до рамо, ако сме решени заедно да одиме до крај, јас на 24 март вечерта не ги чекам резултатите, излегувам и барам предвремени парламентарни избори. И има да ги дадат, не затоа што сакаат, туку затоа што ќе мораат. Отпорот продолжува. Со оваа отпорашка лада ќе ја изорам цела Македонија. Нема град, нема село, нема населено место што нема да ги поминам по два пати. И на крајот, со оваа наша отпорашка тупаница, ќе тропнеме, ќе треснеме на вратата на Илинденска безброј. Ќе им дојдеме не на гости, туку како вистински домаќини во своја куќа. Ова Македонија му припаѓа на овој наш народ и на никој друг. Ако народот сака избори, народот мора да добие избори. Ако народот сака поинаква Македонија, народот мора да добие поинаква Македонија. Ако народот сака, народот ќе победи. Народе македонски, победата доаѓа, победата е пред тебе. Осмели се, одважи се, пружи рака, земја, нашата победа за нашата Македонија. Mila
solzi, pokrine mene. O mila daj, mila znaj, mila nema kraj sa tvojte solzi, pokrine mene, za ljubav cveta iznikne. Cvete nikne, voda će bikne, o bela čao, 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 i cvete